Чест да разговарам со Александар Кондев, професионален фотограф, кој што вечерва ќе биде и куратор на изложбата која што ние најавивме пред 8 часот. Добро утро и добре ни дојдовте. Во чест на вашиот, во чест на нашиот колега Љупчо Илиевски, денеска ќе се случи овој омаш во Мала Станица. Прво е навистина од една страна благодарно, од друга страна е болно да заеден свој пријател, свој ученик, свој соработник, со кој работиме скоро 40 години, му правиш ретроспективна изложба и му бидеш куратор, а него да го нема. Меѓутоа, Дирекцијата за култура и уметност, во рамките на денови на Европско Скопје, како наш соработник, реши да му направиме еден пресек на неговите дела, затоа што Љупчо остави трага во македонската фотографија, ама и во македонската култура. Например, траговите за нашето чувено Кокино, приказните за Преспанското езеро, приказните за старите средновековни крстови, зобавините на Македонија, за оние луди години на МОТ на Джаз фестивал во 80-тите, ќе останат како трага снимена од Љупчо Илиевски. Ова е зборуваното Кокино. Да. Ова е всушност. Мислам, не ја знаете приказната зад Кокино. Не, јас се насмеав затоа што кога дојдов да работам тука во Македонската радиотелевизија, пуште првите денови имав можност пред 2 години да бидам тука во студиото со колегата Илиевски. И тогаш уште беа нели мерките за ковид, меѓутоа се сеќавам со каков жар ми зборуваше за Кокино, за овој проект. Работата беше што тој сакаше да влезе во магијата на Кокино и влезе. И Кокино и понатака ќе го доживуваме исклучиво преку неговите фотографии. Денеска пробаа многу да го снимаат, ама никој не го сними како Љупчо Илиевски. Да ги поканиме нашите гледачи. Нека повелат вечер во 19 часот во објектот Мала Станица на Националната галерија да се собереме не само почит да му дадеме на фотографот, туку и уште еднаш да видиме убавината која има работено цел живот. Морам уште неколку од фотографиите внатре затоа да ги презентирам. Така, ви благодарам многу, господине Кондев, што бевте наш гостин во студиото и се разбира вечерва во 19 часот се гледаме во Мала Станица. Тоа е најмалку што можеме сите и помладите и повозрастните да го направиме за нашиот колега.